Поминаа 12 години од конфликтот. Колку треба да поминат за двете страни да ја остават назад 2001? Дали е време за помирување меѓу македонците и албанците? Македонците никогаш не биле раскарани со албанците. Македонците се раскарани единствено со албанските екстремистички воени групации кои 2001 година го нападна македонскиот територијален интегритет и суверенитет. Време е за помирување меѓу двете најголеми етнички заедници во Република Македонија. Самото помирување дава или надежи и перспективи за следните генерации кои се зад нас. Дали политичарите преземаат вистински мерки за да го подготват теренот за помирување меѓу македонците и албанците, или секој влече потези во интерес само на своите и за добивање поени? За жал, политичарите пред си ги ставаат своите лични и партиски интереси на државните. Овде пред себе мислам, алудирам на партиите на власт. Уште има политички партии што својата стратегија ја градат како да добиват политички поени, токму нарушувајќи ги меѓуетничките односи во Република Македонија, што не е добро ни за тие политичари, ни за народот кој живее во Република Македонија. Дали мислите дека проблемите околу помирувањето се меѓу политичките партии или меѓу граѓаните? Политичките партии успеа да наметнат атмосфера на послушност на граѓаните. Всушност на непринципелна подчинетост на политичките партии. Многу е мал процентот на граѓани кои може јасно да го изрази својот став. Нашите луѓе знаат да го почитуваат дека својот комшија, својот сограѓанин, мислим дека проблемот е кај политичките елити. Како ги оценувате меѓуетничките односи во Македонија во моментов? Во моментов, меѓуетничките односи во Македонија се на најниско ниво од завршувањето на конфликтот во 2001 година. Поготово, страстите се разгореа по именувањето на командант на УЧК на чело на армијата на Република Македонија. Далеко е се од тоа што би требало да бидат или далеко е се од тоа што навистина би сакал јас да ги гледам меѓуетничките односи во Република Македонија. Велам ова бидејќи ни се случуваат нешта што не се во интерес на соживотот, не се во интерес на граѓаните. Дали мислите дека последните инциденти во Скопје се случија спонтано или се намерно поттикнати? Ниту се случајни, ниту се спонтани. Поттикот беше именувањето на стартот на Талат Џафери за министер за одбрана, меѓутоа но во организацијата може да се препознаат одредени влијанија на владеачката македонска партија со инсталации во навивачките групи, како и помеѓу ДУИ и ДПА за рачистување на нивните меѓупартиски надмудрувања. Секако дека има одредени центри кои менаџираат со тие инциденти да создават лоша политичка клима и народот да излезе во улица.